Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Како што знаете, заради изборите, локалните избори 2013 година, март, нели, што се одвиваат во моментов кампањата која се одвива пред локалните избори, секоја вечер имаме гости. Но пред да ви го представам вечерашниот гостин, малку невообичаено, бидејќи знаете дека секогаш од најголема почит спрема гостите стартуваме со нив. Но во договор со гостинот се согласивме дека можеме да направиме една мала отстапка. Зашто се работи? Малку е невообичаен овој миг и затоа сакам да му посветам внимание, бидејќи некако живеам со оваа работа откако постои мојата емисија. Се работи за Јохан Тарчуловски, за кого нели се очекува дека утре во петок ќе биде донесена пресуда или ослободување од понатамошно служување на казната и негово враќање во Македонија. По тој повод, неговата сопруга, естрадната уметничка Сонја Тарчуловска, направи една песна со која на некој начин му посакува добре дојде на својот сопруг. Иако се уште немаме никакви официјални вести за конечно ослободување на господинот Тарчуловски, сепак еве ја користам оваа прилика да ви ја презентирам оваа песна на една жена која долго си го исчекува својот сопруг. Убава и топла приказна преку оваа песна му ја посветила нему. Погледнете, а потоа ќе продолжиме со разговорот со гостинот.
Почитувани гледачи, добро вечер уште еднаш. Значи да ви го представам нашиот вечерашен гостин. Тој е господинот Величковски, председател на Либералната партија. Господин Величковски, добро вечер, добре дојдовте. Многу ми е мило кога ретка прилика имам карши мене на ова столче да седне некој од опозицијата и ми представува задоволство, вака како чисто и промена во самиот концепт на емисијата. Добро вечер, благодарам за поканата и драго ми е што имавте време и ваков вид на гости, така да кажем, да имате. Иако морам да напоменам дека за мене нема емисија или водител кај кој што не можам да отидам, напротив, како опозиција особено морам да искористам секоја шанса да дојдам до можност повеќе да ги запознам граѓаните, новинарот, водителот и воопшто јавноста со ставовите кои што ги имаме. Впрочем, ние не сме тајни кели, туку сме политички партии, сето оно што го работиме го има на нашите профили, веб-сајтови и слично, па не гледам причина зошто не би дошол кај вас во емисијата, напротив, имате гледана емисија и задоволство ми да сум тука. Гледана емисија, нели, рейтингот е многу поважен од што ставот на новинарот. Добро, јако пред 10 години кога ја стартував емисијава, ја не стартував како неопределен, ја реков, јас сум демохристијанин, јас сум десничар по вокација, тоа се моите политички светогледи. И така ја почнав емисијата. Но немав проблем долги низ години да имам од една или од било која страна гостин. Како и да е, многу ми набиле овдека и од опозицијата и се знае како поминувале. Значи, мене ме интересира долги интервјуа, мене ме интересира најдоброто од човекот, а не најлошото. И сега, ја искрено да ви кажам и се зачудив, ја ве поканив, како што беше она општа покана, нели, до сите, малку ми не се одзва од опозицијата, вие бевте еден од ретките што прифативте. Мислев дека ќе се случи онака како што често се случува, на врата да дојдете, да ви задзвони телефонот, да ви се јави некој од врхушката и да ви рече: Величковски, враќај се назад. Прво, ќе дозволите, значи нема лоша емисија, уште еднаш ќе напоменам, или лош водител. Може да има само лош политичар кој не сака на нешто да одговори. Од тие причини, како што велат, нема лоши прашања, туку има само лоши одговори, затоа и ќе кажам дека за мене беше задоволство што ме поканивте, иако на општи покани не одговарам, туку секогаш на лична покана чувствувам и обврска, бидејќи сум, значи, председател на политичка партија, бидејќи сум пратеник во собранието, јас имам и обврска јавните ставови да ги застапувам пред јавноста преку медиумите, а вие, како што напоменав, имате, значи, и гледаност, имате улогата, значи, на медиумот е таа да ги пренесува ставовите. И нормално би било некоректно да се одбие таков став. Во другиот дел врхушка, па јас искрено речено не гледам причина некој во Либералната партија, кој што ги дели либералните погледи и политики, да рече да не се оди во некоја емисија. Не мислев дека во Либералната би постоел човек што не би се согласил да дојде, но мислев дека, например, вашиот екс-коалиционен партнер, од кој скоро излеговте, дека ја командува, затоа што и други сум канал од коалицијата која беше таму, едноставно се извинувале и одбивале да дојдат. Да одговорам во два дела на ова прашање. Прво, значи, Либералната партија настапува самостојно на локалните избори. Зашто ќе дебатираме? Да, нашата соработка со коалициониот партнер си продолжува во собранието, затоа што би било некоректно и нечесно да се каже за проекти за кои што се земале обврска 4 години да ги спроведуваат и политики заедно да ги спроведуваат, да се каже тоа од одредени причини дека таквата соработка не би требало да продолжи. Но во делот на локалните избори избравме самостоен настап и едноставно мислевме, неколку редица на настани допринесоа да се движат политиките како што се движат и разговорите во еден момент не продолжи натаму за заеднички настап. Но многу ми се допадна оној дел кај што велите, вие нели имате демохристијански погледи, во овие 10 години ги застапувате тие погледи како новинар. Па јас, за мене би немало предизвик во разговорот доколку не можеме да, како да кажем, да соочиме политики и ставови врз основа на идеологија, туку ако седиме и сите нели изигруваме некои видеови на експерти. Во принцип луѓето имаат свој став. И затоа и нашиот слоган во кампањата е многу сличен на ова размислување. Ако го имате вашиот став, ако го имам јас својот став, тоа значи дека ние можеме да соочиме ставови, погледи, визии за решение на одредени прашања, да проектираме политики или да дебатираме за нив. Одговорноста е далеку поголема кога се извршува одредена јавна функција. Значи јас одговорноста на вршењето на јавната функција пратеник и одговорноста во политичката партија, во Либералната партија каде што сум,
не можем да ја остварам во целост доколку немам, така да кажем, конкуренција во размислувањето. По тие причини знам дека вие имате сигурно далеку по, така да кажем, подготвен пристап кон прашањето, бидејќи се водите од идеологија. Јас исто така се водам од идеологија. Може да го одбие разговорот со вас или со било кој друг идеолошки определен човек, оној кој што не следи идеологија. Јас немам право да отстапам од моите идеолошки премиси, како по професија, како политиколог, по јавната дејност што ја вршам како пратеник, не би смел такво нешто да помислам. А бојкотирање на медиуми? Не можам да прифатам бојкотирање на медиуми, исто како што не би можел да прифатам медиуми да бојкотираат политичка партија. Апсолутно. И верувам дека мора да дојдеме до еден стадиум во кој што јас пред се не можам да ја барам одговорноста кај другите, јас тргнувам да ја барам секогаш одговорноста кај себе. Доколку бојкотирам контакт со гласачи, медиуми, тоа значи дека јас не припаѓам во политиката. Мојата работа треба да биде, и воопшто работата во политиката е многу потешка и поодговорна, иако и новинарството си има своја одговорност и вие имате свој вид на креативност во пренесувањето на вестите, во креирањето на јавното мислење, во коментирањето, бидејќи ја следите работата на избраните политичари, декларациите на политичките партии и слично, следите работа на органи, на влада, на собрание, на судски системи и така натаму. И вашата одговорност е голема. Но како јас би можел да ви помогнам вие да остварите својата општествена функција и како јас би остварил својата општествена функција доколку нема ваква интеракција. Тоа, барем во либералната филозофија, е невозможно. Од тие причини, значи, немало, ниту ќе има врхушка која што ќе може да забрани контакт со јавност, со било кого. Кај либералната партија. Кај либералната партија, со било кого и на било која тема. Воспротивно, ниту јас би бил либерал, а доколку било која друга страна така се однесува, не би следела било каква своја форма на политичко действување. Убаво кажано, ми предизвикувате вака рој на прашања, под прашања и се прашувам дали да стартуваме од идеолошката матрица или да стартуваме од дневно-политичката. Ја би стартувал од дневно-политичката. Она што доведе до оваа ситуација, иако локалните избори се знае. Тие беа по закон и се спроведуваат по закон. Но целава оваа тензија се одвива веќе неколку месеци, вклучително почнувајќи од случувањата и настаните во собранието. Читав ваши интервјуа, тоа ми беше една мала подготовка пред интервју во вечерва со вас. Читав ваши интервјуа, изјави и ставови во врска со случувањата во собранието. Па сакам еве вака да, бидејќи интересни после може да се извлечат заклучоци кои ќе доведат до денешнава ситуација и позицијата на либералната партија. Еве, имаме доволно време, ја ве молам за едно ваше опширно согледување на тоа што се случуваше. Па, еве, би искористил можноста да започнем со една констатација која мислам дека, ако ја гледаме посеопфатно, би требало да се вратиме на тензиите кои што практично почнаа да растат веднаш по законот за бранителите. Значи, тоа е моје лично согледување. Во собраниската работа се забележа дека растот на тензиите започнуваше некаде од крајот на летото. Јас би рекол да не постслупчански, нели, случувања, кога со позиционирањето и на опозицијата, односно на дел од партиите до опозицијата по законот за бранителите, по оние 15.000 амандмани на ДУИ, дојде до еден нов тек во собранието, чие што крешендо, би рекол, значи една кулминација се доживеа на 24 декември. Морам да напоменам во самиот почеток. Она што се случи на 24 декември е неприфатливо. Ќе ми дозволите да не навлегувам предлабоко во лоцирање на одговорности, освен оно што го имам како директен и личен впечаток врз основа на сите оние деловнички и премиси и случувањата што беа таму. Но ќе дозволите да исто така да укажам дека развојот на кризата понатаму укажа дека имавме неколку аспекти на кои што можеби не се посвети доволно внимание. Прво, јас сум опозициона партија и тргнувам од тоа дека либералната партија во старт, иако е опозициона партија во објективност, не може да се согласи со полициска интервенција внатре во собранието. Ќе го поставам ова на деловничко ниво. Не можам да прифатам, значи, толкување на деловник по кое 42 пратеника може да бидат отстранети од салата. Исто како што не можам да прифатам новинарите да бидат отстранети од салата. Впрочем,
деловникот е јасен дека отстранувањето на пратениците се врши поединечно доколку некој го нарушува редот. Јас за себе секогаш велам, доколку сум го погледнал криво председателот на собранието и сум му нанел душевна болка, веројатно тоа е моја вина, но со ништо не го попречував редот во салата. Може Јас го поставам прашање? секако дека може. Јас го поставам прашањето, да речеме, зошто во тие пратеници беа избркани луѓе кои што седеа во столче, кои што снимаа со мобилен телефон. На крајот на крајшто да го поставам прашањето за себе, зошто јас сум бил отстрана од салата. Така, вие не правевте инциденти, но бевте отстранети од... Да. Вака кажано, легитимно е многу и издржано е тоа, нели? Потребно е да се формира таа комисија и така натаму, која ќе ги утврди одговорностите и да го потврди тоа што го велите, што го тврдите. Сепак вие не сте само обичен човек, не сте само лидер на партија, сте и пратеник. Значи имате и некоја поширока општествена одговорност за случувањата. Она што ние го гледавме, бидејќи тоа што беше, ние што го перцепиравме. Нели, вистината има секогаш многу перцепции. Ние што перцепиравме од камерите. Гледавме насилно, дивјачко однесување, гледавме кршење, гледавме попречување, гледавме искрено, јас сум за тепачки во парламент. Ама машки, да им се нафрлевте, например, на позицијата, па со боксови, со кондори, како што сум гледал во Италија, како што сум гледал во Грузија, како што сум гледал и во други, и во Кореја и слични работи. Овдека имаше малце нешто друго. Имаше едно насилничко однесување во смисла, а не сте луѓе насилници, ја тоа не го мислам за ниеден пратеник, значи одеднаш имаме една трансформација на личности и одеднаш буквално остануваме вакав џашени, сега ви кажам перцепција моја лична, мене перцепирајте ме како обичен гледач. Што се случува? И сега покушаваме да сватиме што е проблемот. Проблемот го перцепираме 200 милиона. Умре државава, пропадна 200 милиона, ке бил поголем буџетот. Тешко нас и почнуваат камери, почнуваат све ова, она, ваму, таму. Закани, прсти, кинења, блокирања и така натаму, и така натаму. Едно време викаш добро и сега ја останувам, ја гледам, викам дали ќе почне сега баш онаква ферка со боксови и така натаму. Моето е некоректен, е мојот став. Ја велам, моето е публика, она Джери Спрингер шоу што очекувало. Но едно време си викаш, чекај бе, има ли ред во држава? Постои ли закон? Што се прави при вакви случаи кога овдека е надвор од деловник, надвор од думот, значи очигледно нешто има впечаток. Тоа е мој личен впечаток дека имаше тенденција да се направи белја. Чита ваша изјава во интервју, велите никогаш не сте добиле никаква наредба намерно да правите инциденти. Ако не сте добиле, нели ги перцепирате? Рековте дека се тргнавте на страна, така? Не учествувавте во нив. Јас бев договорницата. Долу каде што сметам дека зошто отидовте договорницата? Еве вака, за мене говорницата е местото каде што пратеникот може да го одрази ставот на 7000 граѓани. Добро, има ред за таму како се иде? Има, но истовремено ќе ве потсетам дека во дадената ситуација 42 пратеника останаа без картичките кои го регистрираат нашето присуство. Сега, а зашто остана? И тоа е многу добро прашање. И тоа кога ја споменавте експертската комисија, би сакал да ве упатам на неа. Предходно се случуваше нешто во комисиите? Значи ќе ги тренаме комисиите натаму, картичките ги добиваме на влезот во салата. Значи 24 декември датот е многу интересен да се истражи, да се испита. И не сам и при тоа инсистирам, многу ми се допадна на формулација во политичкиот договор. Истражување на настаните и во собранието и надвор од собранието. Затоа што Македонија беше шокирана. И ние направивме, мислам, сите, значи 123 пратеници да бидеме оштетени во таа сала. Сите си тие што седеа што не беа отстранети и тие што беа отстранети и демократијата воопшто сите доживеавме една траума. И по ова, веројатно, е јасно дека не може сите да се вратиме комплетно, да речеме, ова може да се заборави, напротив. И затоа е многу потребно тоа да се истражи. Кога ја споменувате експертската комисија, тоа беше едно одлично решение кое што имаше, ја се нареков бриселска инспирација. Едноставно луѓето во услови, па
Зошто не бриселски вафли? Јас извинувам, сега карикирам. Битно е дека е бриселско, нели? Инаку во дадената ситуација, бидејќи седиштето на Европската унија во Брисел, па заради тоа се водев така. Но суштината е во следното. Тие најдојде на интересен начин да се бајпасира, би рекол, меѓуинституционално, да се бајпасира наоѓањето на одговорноста во услови кога ве потсетувам 42 пратеници од опозицијата беа го бојкотираа собранието. А нормално е да го бојкотирате собранието доколку сте биле изфрлени или надвор од пленарната сала. Но оно што сакам да го напоменам, јас како што кажав во интервјуто, јас не сум добил налог, ниту пак некогаш би прифатил налог да бидам насилен, да бидам, како да кажам, да излезам надвор од дозволеното по закон, устав и деловник како пратеник. Ваши се коалициони партнери. Нема возможно дека вие не комуницирате. И се одеднаш вие си седите. Извини, малку карикира, малку слободно. Па вие си седите, карикирате и викате што прават овие мојве, или си седите добро, си снимате со мобилка, си испраќате SMS-и, друже, гледаш ли што се дешава? Што бевте зачудени? Очекувавте такво нешто? Во ред ли ви беше? Ме интересира сега став. Еве вака ќе ви кажам, во секој случај не е во ред и за сите 123 внатри за 2 милиони во Македонија, верувајте дека на никого не му било во ред. Напоменувам дека за да дојде до таа ситуација се случува во 2 дена претходно 2 настани кои беа многу интересни и многу битни. Првото беше она пролонгирање на седницата на Комисијата за финансирање и буџет од саботата во неделата, значи нејзиното продолжение. Кога за жал таа седница не продолжи од, јас би рекол, неразбирливи административни причини. Имено, кога ќе закаже председателот комисијата натаму, таа треба да продолжи во датумот и местото кое што го определил председателот на комисијата. Се губа малце. Добро, ова е велом стручно. Вие би можеле да бидете... Вие ме плаќате за да бидам стручен. Вие да ги знаете стручно овие работи. Би можеле у комисијата да бидете, гледам како што идете поставовите. Но во секој случај, сметате ли дека е демократско право, дека е во ред на таков начин да се блокира донесување буџетот на државата? Може околу буџетот да го разглобиме малку и посериозно, јас ќе ви кажам. Тоа е иницијалната каписла. На крај, кога ќе согледаме денеска ситуацијата, нели, почна заради тие проклети 200 милиони евра кои требале да не уништат. Тука е целата приказна. Не, си извинувам, не можам да ви ставам зборови во уста, вие тоа никогаш не сте го употребувале, но знаменосецот на опозицијата го урлаше тоа со недели и за тоа нели се излезе на улици, затоа што беа 200 милиона. Па после се преиначуваа работите до денеска да стигне до се во ова. Сега зборам добро. Не сте имале новинарот ве праша дали сте имале налог да правите белја, да имате насилно однесување за блокирање. Еве вие ме прашувате, не мора само. Еве ве прашувам, вие рековте немате. И никогаш не ви го прифатил тоа. А дали имавте налог и договор или не знам, консултација, да едноставно по секоја цена го блокирате донесувањето на буџетот? Значи, еден од начините, и сосема легитимен начин за блокирање на било кој законски проект, па и буџетот бидејќи се носи во форма на закон, е така наречениот филибастеринг. Односно, како? Така наречен филибастеринг. Филибастеринг. Филибастеринг тоа е еден англосаксонски политички израз со кој што се зборува дека вие ќе зборувате долго, блокирајќи го донесувањето, значи во комисијата, блокирајќи го донесувањето на одреден проект или усвојување на амандмани и слично, бидејќи на тој начин ќе го притискате мнозинството да седне и да се договори со опозицијата за клучни прашања. За жал таков договор не дојде. И да мислам дека да се постигнеше таков договор, сигурно е дека такво нешто ќе немаше. Ве потсетувам дека тоа и беше практикувано, да речеме, од ДУИ на Комисијата за труд и социјална политика. Так. И тоа на крај се премости на со читање поезии, со ќутење и слично. Тоа не е нешто ново смислено. Најдолгиот говор во Соединетите американски држави мислам дека беше над 24 часа. Човекот, значи не се сеќам точно кој конгресмен зема Библија и ја чита, али сите, значи 4 евангелија сите ги чита. Па се враќа назад на Тората и така натаму, бидејќи тоа е, нели, знаеме дека е доста неисцрпна литература и долго може да се чита. Па понатаму да се интерпретира и слично. Но ве враќаме и на други уште неколку работи. Ние мораме да зборуваме и затоа ја поддржувам и либералната партија, ако се сеќавате, беше комплетно различно во својот став од мнозинството во опозицијата, кога од првиот момент ја поддржа експертската комисија. Да. Знаете зошто е тоа битно? На крај испаднавте во право.
Еве, денеска гледам, бидејќи вие бевте една од првите што тогаш не доаѓаше во предвид и така натаму, а таа експертска комисија, нели, која ја предложи, ако не се лажам, председателот на Републиката, кој некако во сенка добро ги извозе работиве, не експонирано, мене и тоа ми се допадна, што ете прва и основна работа за решавање на такво нешто е стручна експертски нели комисија која ќе утврди кој сгрешил, каде сгрешил, да не бидеме ние судии. Ја имам личен став, не ми се допаѓало овој што вриштал, не ми се допаѓало оној што се заканувал, но тоа е мое. Имате право на став и 2 милиони луѓе во оваа земја имаат право на став. Да. И мора да кажат дали закон и вистина е надвор од сето. Секако. И така мора да биде. Иначе нас нема да не биде ако не настапуваме така. Зошто со месеци едноставно не се прифаќаше тој став? Еве вие го прифативте. Зошто во опозицијата не го прифаќаа тој став? Па еве ние да речеме гледавме да влијаеме во рамките на опозицијскиот кампус, да таквиот став се прифати и од оваа денешна призма веројатно сме биле поуспешни од што сме очекувале. Иако не верувам дека ставот на либералната партија бил можеби пресуден, но сме извршиле доволно влијание. Еве ќе кажам зошто таа експертска комисија беше корисно решение. Ние мора да утврдиме дали буџетот бил упатен од собранието до владата во правилна постапка. Дали владата имала право да го прими согласно извештаите кои се подпишани не од областен представник, туку од мнозинство во комисијата. Дали согласно тоа е легитимно и легално вратен назад во собранието како дополнет предлог на буџет, бидејќи подсетувам дека имаше и прифатени амандмани. Тоа се претпоставувам законски процедури кои едноставно ако не се запазени Миранда Рул, нема апсењето не важи, така? Но од друга страна ќе ве подсетам, тоа ќе значи и зошто се случил инцидентот. Така? Кој наредил постапката што била направена, но во исто време и дали сето тоа на крајот на краиштата ние политички ќе мора да одговараме повторно пред гласачите. Дали тоа било навистина неопходно? Затоа ги одвоив тие прашања од 200 милиони. Во делот на 200 милиони веќе влегуваме во коментари, мојот политички коментар се однесува на несогласувањето со начинот на владата како ги троши средствата за јавни инвестиции. Но тоа е политичко прашање. Вие сте забележале можеби дека во мојот речник во принцип нема тешки изрази, нема ровови, нема војни, затоа што ние сме професионални или платени политичари кои што немаме задача само да го забавуваме народот или немаме задача да го така да кажам озлоедуваме и доведуваме до конфликт народот, туку ние имаме задача да ги оствариме политиките за кои што сме биле бирани, да постигнеме некогаш компромис, да го водиме тој политички диалог кој што е неопходен и да речеме ние имавме можност да се движиме како што се движат впрочем и сега Соединетите американски држави, кога го имаат оној нели фискален јаз, па кога треба да се скратат одредени трошоци и слично, но кога и самиот председател на државата вели добро, потребно е да се преговара, бидејќи таму е нели председателски систем, потребно е да се преговара и се дојде до решение. Мнозинството е кај републиканците, а не кај демократите во така и тој мора да принуден да. Сепак нели основата на демократија, што е основата на владење на една партија? Ве замислувам вас, еве, сте најака партија, освојувате најмногу места, што е вашето главно на една партија да делува и да работи? А тоа е распоредување и трошење на парите во државата. Тоа е начинот на владење, ништо друго. Ако вие како победници, и сега ја не ми се свиѓате господине Величковски и сега ќе ве тролам. Зашто? Од мои причини ќе ве тролам, нема да ви дозволам, ќе ви и така натаму. И сето тоа ќе биде за мене демократски, нели, во рамките на демократијата, а вие не можете да си го спроведете волјата на гласачите, ве одбрале гласачите 70 пратенички места имате и сега некоја си мала пратеничка група на чело со Јанко, тројца, четворица, ќе палат, ќе тепаат, ќе кршат, не може вие да донесете, ќе блокираме и така натаму. Све ќе направиме, ќе не испотепа полиција, ќе се жалиме на сите, едноставно да го спречиме она за што вие легитимно сте биле избрани. Тоа е демократијата. Ја поинаку, ако има нешто као еве политиколог, ве молам просветлете ме. Па, добро, сега не верувам дека можам да просветлувам луѓе кои што имаат искуство и став, но во секој случај еве јас би ви кажал само една работа што би ја направил претходно. Добро. Пред да инсистирам само на крутата бројка, јас би ве повикал и би ви кажал дека основните приоритети на владата што ја предводам се следните и би ве запрашал да речеме дали има нешто што мислите дека би можеле да го усогласиме, а сметате дека ви од клучно значење.
Вие со 70, да речеме, со 70 пратеници ќе се консултирате со мене тројца четворица. Верувате дека за такви клучни прашања како што е буџет, ни кафе да може се прават да си консултации. Се прават консултации, да, ќе ви во кажам комисиите. зошто. Јас сум имал можност да преговарам, не само во комисиите, тоа е некогаш прашање на договарање на политички, на ниво на политички диалог меѓу политички лидери. Ќе ви го кажам зошто е ова битно. Ние мораме да воведеме една поинаква култура и во нашето општење. Замислете сега, еве исто да се враќаме назад. Ако не сум го имал чувството и одговорноста како политичар и како предводник на една политичка партија, јас би имал истото право да не дојдам кај вас во емисија како и многумина други. Така. Јас го сметам тоа за неодговорно. Право на избор е ваше, а последиците ќе бидат така е, но од вашето однесување исто така ќе ги сносите и последиците. Токму заради тоа. Ако ние вечерва не можевме да ги соочиме овие ставови и да речеме да вие прифатите нешто од моето, исто како што јас би прифатил некој од вашите ставови, тогаш не би можеле да дојдеме до ситуација во која што гледачите кои што следат оваа емисија би биле задоволни од тоа што го чуле и би биле поинформирани. Ево да го пренесеме сега во ниво на буџетот. Значи, јас секогаш се трудам да бидам самокритичен. Некој ми вела дека сум многу по-самокритичен кон себе, кон партијата, одошто кон други. Добро, сега јас би требало денеска многу политички покоректно и нели се смета дека е покоректно, поише да го напаѓаш противникот, одошто да гледаш у својот двор. Знам. Значи, се е корисно, но тоа не значи дека е покоректно или дека е правилно. Ева вака би ве прашал. Ајде. Зошто јас би инсистирал само на вашата грешка, кога некогаш треба може да ја согледам и мојата. Мојата, знаете што е лична, што не ми текна да предложам паралелно со амандманите, бидејќи јас немав предложени амандмани, во исто време да предложам и закон за временно финансирање. Што е тоа? Па на тој начин, јас сега го упростувам и во начинот на изразување, на тој начин ќе овозможивме да се премости до донесувањето на буџетот, како да ги водиме ставките, бидејќи ние имаме законска можност и да не се донесеше буџетот, државата немаше да пропадне. Значи, основните обврски ќе се исплаќаа, но ќе можевме во исто време да определиме одредени приоритети кои би останале финансирани, а во тој период би успеале да го постигнеме политичкиот диалог. Понудата од опозицијата беше исто така доста коректна. Значи, редуцирање на финансиски средства. Зборувавме за 200 милиони, но тие никако не станаа предмет на разговори и преговори. Можеби опозицијата ќе намалеше тој број на 100 милиони, можеби владата ќе прифатеше да го намали буџетот за 200 милиони, за 150 и така натаму, не е битно или за 50. Поентата што е? Улогата на политиката не е да го создава само конфликт. Улогата на политичарот не може да биде само да создава конфликт. Конфликтот нормално може да биде заснован на најразлични причини. Но нашата улога и задача, мојата барем така ја доживувам, улога и задача е да ги решавам проблемите и конфликтите, а не да ги создавам. Враќам повторно на експертската комисија. Таа беше едно решение кое што со својот предлог требаше да смири и да, така да кажам, даде еден канализиран тек на решавањето на проблемите. Впрочем, ако гледаме реално, ние имавме 3 прашања кои што непотребно се врзаа во целина. Комисијата, предвремените парламентарни избори и локалните. Значи, не ја заборавам вашата теза и во право сте дека локалните избори, да, тие се закажани законски и се знае кога се случуваат. И токму тие причини, разликите кои што ги имавме во делот на пристапот кон бојкотот на локалните избори беа дека ние не го охрабрувавме бојкотот кон локалните избори, но во исто време како опозицијска партија останавме солидарни со коалицијскиот партнер и со коалицијските партнери и едноставно не одевме на кандидирање на кандидати до постигнувањето на политичкиот договор. Не излеговте ни на улица, не бевте на блокадите. Зависно, ние бевме како политичка партија, во принцип морам да напоменам, можеби го забележувате тој и во оваа кампања. Ние немаме премногу митингашка ориентација и од една страна и второ, значи ние мораме да расчистиме. Што бидно тогаш со нели не отстапуваме, тврд став, нема враќање назад, враќање мандати, мислам милион работи се случија, милион работи се кажа, едноставно некако сето тоа бледо отиде. Знаете што? Ќе ми одговорите на ова, мислам ќе ви дадам простор. Мојот впечаток личен, бидејќи не дебатираме. Кај нас се уште ја не верувам дека постои зрела, затоа и не водам дебатни емисии, затоа не ви носам противник, затоа што сметам дека политичарите уште не знаат на здраво ниво
да слушам како се крвава тепат, мене ќе ми се качи притисокот, ја ќе си го загрозам здравието. Сметам дека кога ќе дојде еднаш стварно да има здрава дебата, не, бидејќи сметам дека се и затоа и не прифаќаат. Мојот став, господин Величковски, знаете, јас сум убеден зошто опозицијата не прифаќа дебата со опозицијата. Затоа што опозицијата има намера да иде како камиказа, да му каже: ти си педер, ти си лопов, ти си ѓубре, и овие да аплаудираат и вика: мамата им ја расплакавме. Тоа треба да биде дебатата. И тоа е целото интелектуално ниво на кое ќе се сведе. И виз верса беше. Се сеќавам Владко Ѓорчев кога отиде како камиказа на Бучковски, кому се загна, нели, за 2006 и така натаму. Ама да прашам вака. Сакам ова само да кажам. Извинете. Што ми е мене перцепцијата, зошто доведе се во ова? Значи, ние ќе збориме, законската норма ќе се најде и така натаму, морална, етичка одговорност. Сватете го како сакате, некој ќе рече ја фалам владата или ја бранам или така натаму. Но едно како граѓанин перцепирам. Ние како држава до сега не сме виделе вакво да знаеме никогаш до сега, значи буџетско трошење, но да гледаме каде отишло. Не се согласувам со се. Има работи од Скопје 2014 што не ми се допаѓаат и така, ама ги гледам сите пари каде се. Прв пат ги гледаме. Народов сега вика: чекаме, па држава имала пари, па има за субвенции, има за ова, има за она и така натаму и така натаму. Позицијата која се најде за 6 години, овие или колку веќе е во опозиција, 6 да, капира и гледа дека овие играат феноменално. Дека даваат пари, дека парите не водат, не ги стискаат, не водат контроли, не идат на купување на уредници, па на и така натаму за контролирано јавно мнение и слично, контроли, строга монетарна политика, нема пари. Ние кога беше најголемата експанзија економска во светот, ние бевме не баре во рецесија. Сакам да кажам дека народот го испочитува, му се допадна тоа, осети, пара се пушти у народот, се пуштија субвенции и овие сватија, мислам дека опозицијата се ја лаички, ви пренесувам како народот ви перцепира. Народот вика: ниф им е јасно дека со овие поинаку не можеш да ги спречиш. Губиш на сите избори, затоа што овие едноставно ќе се откажуваат од сите можни манипулации со пари, затоа што се правеле манипулации со пари. Буџетски пари имало, се лапало, се крадело и така натаму. И сега може би се краде. Но никогаш вака народов не почувствувал дека државата се грижи и се пушта. И овие име јасно дека нема шанси да добијат, затоа што овие ќе даваат социјална помош, ќе пораснуваат пензиите, дека вака или така народот ќе има симпатии. Единствено што беше решение — радикализација. Не, сега ќе дозволите да директно едно несогласување со тезата. Радикализацијата не одговара никому и од тие причини мислам дека радикализацијата не беше избрано решение, но може би се наметна како последица на долго време одложување на одредени процеси или одредени, така да кажам, проблеми кои што не сме ги отвориле поради, да речеме, неконјунктурност на момент. И на крајот се собраа сите моменти заедно. Еде вака да тргнеме. Да речеме, зошто субвенционирањето за мене не е целосно успешен проект. Значи, општа е согласно дека субвенционирање ќе мора да има. Значи, тоа е пракса која што како се е форма на државна помош, но еве ќе ве прашам вака. Ако цело време растат субвенциите, а паралелно цело време се зголем во земјоделството, а цело време расте увозот на храна, тоа значи дека ние имаме практично огромна разлика помеѓу инвестираното низ субвенции и произведеното, што значи дека субвенциите се нерационално употребени. Може би дел од нив се рационално употребени, но очигледно што имаме веќе, значи дефицитот во тој дел се качува на $500 милиони или повеќе и $600 милиони, тоа значи дека ние имаме непродуктивен расход. Во делот на Скопје 2014, јас ги оставам на страна естетските аспекти. Ја поставам целисходноста. Значи, ако зборуваме за употребна вредност на згради, да, можеме да зборуваме дека тоа нели е раздвижило градежната оператива.
Разликата во тоа што е, значи затоа се држам секогаш до либералните политики. За нас таа јавна инвестиција ние би организирале, односно би ја насочиле во тој период, особено на светска експанзија, во инфраструктура, односно нискоградба. Инфраструктура која што ќе ви овозможи изградба на патишта. Ќе ве потсетам дека токму вчера гледав еден став на, мислам дека беше мешовита комора за македонско-германска соработка, која вели, нас не се потребни патишта и инфраструктура, гасоводна мрежа и слично, која што ќе ни овозможи да инвестираме во индустријски зони. Тоа е многу битно, затоа што наместо да ги градиме спомениците и зградите, ние во изминатиот период требаше да изградиме автопат, и тоа да речеме да го поврземе Скопје преку Штип до Струмица, наместо да одиме со проект како што беше давањето на Скопскиот аеродром на ТАВ, концесионирање, што само за себе не е проблем, и врзување со изградба на карго аеродром. Впрочем, ако тие средства предвидени за карго аеродром, кои што нормално не се случи, гледаме дека само се уште ледина, ако тие средства ги пренаменевме и отидевме со автопат, ние веќе ќе блевме Штип и Радовиш ќе беа поврзани. За Штип зборите, за аеродромот? Па до толку јас знам дека 8 години ружи на ветрови прво се мерат. Сега, по старото законско решение беа 5, сега се качија на 10. Не е битно тоа. Целта. Ние можевме да речеме карго аеродромот, бидејќи ќе ве потсетам, Струмица дали ќе ги испрати своите земјоделски производи преку карго аеродром во Солун или во Скопје, поминува еднаква дистанца. Ние можевме да кажеме во овој момент карго аеродромот е од помало значење за нас, ајде да развиеме гасоводна мрежа. Значи ние ги имавме она што е многу битно. Зашто го зборувам гасоводот како енергенс? Ние требаше да инвестираме во пренос на електрична енергија. Значи ние моравме во далноводи и слично. Зошто? Тоа се влезни параметри кои ја дефинираат цената на производот. Апсолутно се согласувам и дека енергетската зависност на Македонија од надвор од други енергенси е огромна. Затоа сите на уста го имаат гасификацијата, но ние дури сега успеавме да се закачиме на јужниот тек. Па би рекол дека тука имаше два аспекти, дека недоволно, да речем, мислам дека владата задосни, ова како опозицијска партија го тврдам во неколку наврати во последниве 3 години. Ние мислам дека предолго одевме на чекањето на расчистувањето на клиричкиот долг на бившиот СССР кон Македонија, и ако се сеќаваме едно 3-4 пати до сега беа потпишувани договори како тоа ќе се расчисти. И зошто не се расчистуваше тоа? Тоа е прашање на дипломатски пристап. Јас ве прашувам за следното: дали јавната инвестиција 15 години чекаме, значи од самостојувањето на Македонија ние чекаме до 2006. Така е, станува збор за 60 милиони долари, кои што не се доволни. И сега ве прашувам вака: дали средствата кои што се употребија за Скопје 2014 не можевме да ги пренасочиме натаму? Како опозицијска партија која во основа зборува што би направила, а не само да има критика, јас ви кажувам дека нашите приоритети би ги поставиле поинаку. Инаку, ако го раздвижите стопанството, ве потсетувам дека да, ние во предкризните години навистина имавме убав, така да кажеме, раст на бруто домашниот производ, меѓу 5,1 до 6%. Ајде сега да ве прашам вака: ви како велите, што би направиле вие кога би имале влада? Па во основа не би си дозволил луксус да така ја потценам светската економска и европска светската криза економска и сега европската криза, нели, проблемите на еврозоната кои што се јавија како последица подоцна, и да кажам дека Македонија, како што кажа владата тогаш, премиерот Груевски конкретно, кој што рече Македонија ќе профитира од кризата. Од таа криза никој не може да профитира. Знаете ние што, сме зависни од ова што го зборите е многу издржано. Гледано од техничко, економски, неемоционален, неидеолошки аспект. Ја би сакал некогаш да го слушнете Ацо Станковски, уметник пар екселанс, и мислам да ја чуете една страна. Како либерал не ви е блиска. Како либерал и нормално дека не може секому се да му е блиско. Но би било интересно од каде би требало и зошто понекогаш и такви работи во некое време. Знаете, само да ви кажам, па мораме да идеме со реклама, само ми мафтаат од режија. Знаете што сакам да ви кажам? Во мигови, како ги перцепирам некогаш некои работи. Не сме у едноставна положба како земја. Имаме страшен притисок заради името и заради тоа се кочиме да мрднеме. Цапаме лед во место сме. Горан Стефановски, буквално заради тоа. Но сметам
Но Некои мислат дека тоа е затоа што ние сме папокот на светот, што би рекол Венко Антоновски. Добро. Папокот на светот да ни испаднеме шупакот на светот. Се надевам дека нема да се симнеме толку. Сакам да ви кажам дека следејќи го народов, најубавите цркви, манастири, духовни своји светилишта ги изградил во најтешките времиња кога бил колен, кога имал најголем притисок, кога имал. Затоа што му требала духовна, морална подкрепа за нешто да се закачи. Но тоа не било јавна давачка. Јас ќе ви кажам, вие сте разговарале со уметници, ова било приватно. Јас разговарам со бизнисмени. Знаете што ми велат? Приватно. Ајде вие вика политичарите. Пак буџет на народ кој Ајде вика вие политичарите соберете, направете вака вика. Вие создадете ни услови ние да направиме профит, а ние ќе ви ги дадеме после сите пари што ви треба за да изградиме друго време. споменици. Апсолутно се согласувам. Но да направиме една кратка пауза, продолжуваме со разговорот. Иван Величковска, Либерална партија, гостин во емисијата. Секако ја се извинувам, не започнавме воопшто да говориме за вашата програма и за вашите амбиции на овие избори. Секако ќе ви дадам, но ми беше неодоливо, бидејќи навистина ретка имам можност некој да се одважи, храбар, да дојде во емисијата и да разговараме отворено на сите овие теми. Па се извинувам, некои работи и не се за ваша адреса, но ми беше неодоливо едноставно како припадник на опозицијата да ги поставам овие прашања. Сакам да го финиширам разговорот, нели, од оние забетонирани ставови кои пак не се ваши, но еве ќе морам да ги изговорам. Забетонирани ставови, нон пасаран, не мрдаме, не искачаме, ги враќаме нашите мандати, не се враќаме во парламентот, се откажуваме од плати, нема назад, барикади, судири со полиција и така натаму и така натаму. До на крај додека дојде европејците и излегоа бледи у фаците после тој состанок и пупу не се ваши. Во меѓувреме видовме еден прогон на непослушници, меѓу кои најзвучно име првим беше и Бузлевски, секако Бучковски, младиве Михаил Младеновски и секако да финишира со наопшто изненадување најдобриот градоначалник прогласен во Македонија, господин Стефче Јакимовски, кој преку ноќ стана предавник, стана и да не зборам за тие навистина вулгарни етикетирања кои партиските војници едноставно ги тролаат на секаде. Па вака, прво би започнал со подсетувањето дека да, мислам дека тактичка грешка беше делот на поврзување на три прашања во едно, така што на крај на трите прашања добивме и еден договор кој што беше политички спонзориран, така да кажам, од европските представници. Че дозволите да кажам дека за мене сепак е добро што тие влегоа и покажаа колку Република Македонија им значи. Јас улогата на господинот Филе не ја гледам само како прашање на неговата кариера, туку напротив ја гледам како сериозна грижа на Европската Унија за една земја кандидат која што треба да се движи кон повисоки стандарди. И драго ми е што сум ги имала ставовите и што Либералната партија ги имала ставовите со кои што не прифати да цементираме, така да кажам, позиција која што има неодржлива арматура. Значи за нас, ако се сеќавате и оној дел кога беше таа една декларација во која што се зборуваше за поништување на изборите. И рековме дека тоа што не би учествувале на изборите во никој случај не сме да значи дека имаме право да поништуваме избори. Ако така гледаме, да се вратиме назад, па што значи тоа 94-та, 98-та, 2002 сите избори да се поништуваат? Има некои демократски правила од кои не можеме да отстапиме во 2013 година во Македонија земја кандидат и слично. Но останавме доследни и во делот на бојкотот, значи ја одржавме, така да кажеме, опозицијската целина.
Самостојниот настап потоа е само резултат на определбата на либералната партија да оди со нудење дополнителен квалитет во средините каде што смета дека може да даде дополнителен квалитет на опозицијската понуда. Во другите средини ние го задржуваме опозицијскиот фокус на опозицијскиот фронт. Зошто го велам? Може да ги забележите примерите кои што се можеби фрапантно различни. Во Битола ние го поддржуваме господин Менде Диневски безусловно. Значи ние таму немаме заедничка листа и слично. Но либералите во Битола посочуваат дека тој е човек кој што може да донесе многу добар резултат со добра програма. Во исто време, либералите во Карпош побараат либералната партија да го поддржи господинот Стефчо Јакимовски. Сега, зошто ако еден представник на опозицијата може да биде поддржан од нас, зошто другиот не би бил поддржан? Значи го поддржувате Стефчо Јакимовски? Да, официјално и ние таму немаме ниту листа на кандидатите. Како реагираше вашиот коалиционен партнер на ова? Па, видете, во основа ние не се водиме од реакциите на коалициониот партнер, туку се водиме од интересот на граѓаните. Значи, во неколку наврати кажав. Апсолутно тоа го респектирам и го укапиравме тоа. Значи, колку повеќе разговарам, мене ми е јасно дека работите автономно, дека не работите под диригентска ничија палка. И тоа е во ред за подобрување. И тоа сакате и квалитет на опозицијата. Но ме интересира. Се ако можам да го излечам, легитимно е да се обидам. Како реагира, што рекоа на вашата поддршка? Па морам да признам дека за одредени работи либералната партија не прашува како да постапи, туку постапува на како што смета. Тоа би го кажавте, тоа го сватив. Па затоа немам зошто да. Какви се реакциите од другата страна? Па оние реакции кои што мене ми се битни се реакциите на граѓаните, кои што велат дека се добри. Добро. И сега ќе ви кажам зошто, значи, јас не можам да го обвинувам ниту Стефчо Јакимовски, ниту било кој што би постапил така, да го обвинувам за нешто што тој го направил 2 недели порано од мене. Буквално. И од тие причини после 2 недели, она што го направи Стефчо Јакимовски, го направи Бранко Црвенковски. Но го направи Ивон Величковски, ако така сакате. Значи ние го направивте и вие. Да, така? Го направивме тоа затоа што сметавме дека мора да бидеме солидарни со коалиционите партнери, во спротивно не би биле релевантен, не би биле искрен или посакуван партнер. Па сега не сте солидарни со нив, например. Не, значи прашањето во дадената противник и предавник. Па добро, сега ајде да гледаме вака. Тој е кандидат на партија која што исто така е членка на опозицијскиот фронт. Од друга страна формално да звучи така, добро. Па добро, сега јас не мислам дека тоа само прашање на формалност. Мислам дека е многу битно на граѓаните на Карпош во дадената ситуација. Стефчо Јакимовски им понуди алтернатива и застана цврсто на тоа дека не сака да види морализација на неговата општина. И тоа беше прифатено од неговите поддржувачи. Така. Уште повеќе, јас морам да признам дека зарем е лесно, значи што се водевме во нашите размислувања, па зарем е лесно да се остави човек кој, вие видите, прогласен за најдобар градоначалник во Македонија. Тој е прогласен за најдобар градоначалник во Југоисточна и Средна Европа. Сега, ако верификацијата на неговите менаџерски способности со една локална средина како што е Карпош, урбанизирана, но исто така и со добар дел неурбанизирани средини. Ако земете дека тоа е со големо подрачје, општина која што има сериозни комунални инфраструктурни проблеми како и цело Скопје, иако на прв поглед нели сето тоа не изгледа дека е многу средено и така натаму. Проблемите со водоводната мрежа се проблеми во цело Скопје. Проблемите со водоснабдувањето се проблеми во цело Скопје. Проблемите што една општина, согласно законот за град Скопје, општина на подрачјето на град Скопје не може да формира свое јавно комунално претпријатие, создава проблем во менаџирањето на одредени прашања како што е чистењето на, не знам, отпадот и слично. Затоа во такви околности, човек кој што добил такво признание, кој што општината не ја донел во була, кој што напротив направил многу, мислам дека мора да биде поддржан од секој, барем од секој либерал. Затоа што како либерали ние го поставуваме стандардот малку повисок. Луѓето кои што одговорно менаџираат со јавните средства, а во исто време создаваат капитални дела, не може да ја немаат нашата поддршка. Значи, сега граѓаните на Карпош ќе бидат ставени на избор да гласаат за човек, за личност или за партија? Мислам да. И мислам дека граѓаните на Карпош се доста одговорни и промислени луѓе кои ќе го направат својот избор согласно својата совест и нема да се водат строго само низ партиска призма. Ние можеме да зборуваме и за тоа какви варијации очекувам да речеме во гласови и слично, но мислам дека тоа за една недела и така ќе се види. Оно што е многу битно е дека јас се гледав, значи во одлучувањето за тоа, јас имав можност да видам и програмата на господин Јакимовски. Фактот што тој покрива 20.000 домакинства, 20.000 млади луѓе,
и се задржува, значи, на стриктно видливи целни групи за кои што зборува. Како ќе обезбеди бесплатен, не знам, бесплатен оброк во училиштето, во јавното училиште, значи кое што е под негова надлежност. Ќе потсетам дека тој имаше големи проблеми во децентрализацијата во делот на градинките и тој практично со владата се фајташе 3 години. Јас не можам тоа да кажам дека не успеал на крај, бидејќи напротив, резултатите се видливи. Зборуваме за поддршка на спортски активности, зборуваме за поддршка на индустријски развојни зони кои што во дадената ситуација се многу битни за општина Карпош. И паметно ли е што неговата матична партија го избрка и не му дава сега поддршка? Си направија ли лоша белја? Што е вашата проценка? Јас не знам што е во делот на проценката, значи јас не можам да зборувам што е, да, лоша услуга или лоша проценка, јас не можам да зборувам дали тоа го направил СДСМ, јас знам дека би постапил како што зборувам и така постапил. Дека би го поддржала. Дека повеќе корист би имала партијата да го поддржи. Значи вака, партијата по закон постои заради, нели, политичка партија интересна група и по социолошки дефиниции, интересна група заради што постои заради формирање заради освојување на власт. Но вие власта не можете да ја освоите ако не ги погодите и следите интересите на граѓаните. Пред да ве прашам за вашата програма и за настапите, само уште мојот став да ви го кажам во врска. Моето разочарување од Филе. Вие велите дека вам ви е драго што дојде Европската Унија и се заинтересира и покажа дека е битна Македонија. Ја ќе ви кажам едно. Мене ме разочарува што ние имаме раѓање на фашизам во Грција, отворен, со марширање на фашистички групи по улици и ниеден европеец не оди таму, дојде овдека за Чанџара Банџала. Не би се согласил. Сакам да кажам дека ја го сватив како недоволна зрелост на оваа земја сама да оваква. Ни продолжување на рокови, ни ништо, туку законскиот рок строго да биде онака. Кој сака, кој не сака, не сака. Согласувам со вас. Знаете зошто? Знаете зошто? Затоа што нема празен простор во политиката. Ако не е СДСМ, ќе ги добиевте вие гласовите. Имаше шанса некој друг. Ве гледам, ве сваќам, ве капирам сега што човек се. И прво да ви кажам, вие имате катастрофална грешка у проценката. Еве ќе гледам. Либералната партија во 90-тите беше на страна на ВМРО. Имате технократски способности, имате такви некои економски погледи и така натаму. И можевте заедно во коалиција како што бевте со ВМРО повторно да ја имате власта во рацете. Вие сте катастрофа и се трошите што седите во опозиција. Вие да бевте во опозиција и подобро ќе беше и за вас, за вашата партија и за македонскиот народ. Верувам дека многу од вашите ставови кои ги кажавте вечерва одлични ќе беа да бидат имплементирани во вакво раководење на Македонија на оваа власт. Во право сте деловно и затоа реков деловно се согласувам за една работа. Дека имаме правилни ставови. Но од друга страна, значи за одредени прашања, не сигурно нема ни една партија која што има исправни ставови за сите прашања. Од оној технократски аспект. Но во право сте и за една друга работа дека треба да не фрустрира тоа што сме предизвикале грижата и што не сме имале самостојно капацитет да стигнеме до решение или воопшто немаме политичка криза од таков тип. Но тоа се случило. Сега, зошто велам, значи, прво да ве демантирам во еден дел. Па во оној момент кога либералната партија не била, така да кажем, не биле прифатени незините пристапи и ставови, кога сме биле во коалиција со ВМРО ДПМН, во тој момент либералната партија рекла ваква коалиција не е потребна. Па јас ви напоменувам дека јас сум еден од главните заговорници за прекинување на коалиционата соработка со ВМРО ДПМН. И тоа го кажувам јавно. Не заради причини лични или нешто друго. Напротив, бидејќи нашиот пристап не можел да се следи. Односно, нашиот пристап не бил дел од владена политика, иако така требало да биде. Затоа имаме последици кои денеска мислиме дека не морало да ги има во оваа земја. Од друга страна, веќе ви кажам еден ваков пример. Каде се тука оние усагласувања, договарања, нели, некакви договори, избалансирани ставови? Во соработката која што постоела... Толку мислите дека нема да можете да се договорите? Толку партии успеваат да се договорат? Да, либералната партија, конечната одлука за расчистување на коалицијата со ВМРО ДПМН донесе во моментот кога владата излезе со официјалниот план од 12 точки, применување на автопати и така и натаму, кои што да ви кажам искрено од денешен аспект веќе никој не се сеќава на штетата е направена. Ќе ве вратам на оној делот на интересот на Европската Унија за раѓањето на фашистички движења во Грција. Ајде вака, во земја која што е членка на Европската Унија се почитуваат одредени стандарди, колку и нас да ни изгледа тоа чудно.
но владењето на правото во ниеден момент не дозволува партиите да излезат од рамката која што им кој што им припаѓа согласно демократските начела и копенхашките критериуми кои за нас важат и за Грција важат. Да, а кај нас овде за една потресување затоа што опозицијата не сакала да излезе на избори, доаѓа интервенција од Брисел. А онде кај имаме интервенцијата на Брисел ја имате и во случајот на Унгарија, каде што интервенциите во Уставот, во надлежностите на Уставниот суд, во медиумите и така натаму, се под длабока обсервација на Брисел. И ако забележувате... Ама таму не дозволија промени. Тие се случуваат тековно. Значи сега сите закони натаму кои што беа менувани сега се враќаат назад. Под притисок на граѓанското општество и под притисок на Брисел. Исто да ќе се случува и во сите земји каде што ќе се застрани, така да кажеме, од генералните трендови на развој и од генералните демократски принципи на земјата членка на Европската унија. Мислам дека премногу безгрешно ја перцепираме Европската унија. Не можеме да ја перцепираме, мислам, мора да излеземе од таа догма дека е тоа безгрешно идеално општество. Та има милион проблеми, па не сме више луди, гледаме што се случува таму. Значи ние за безгрешност не зборуваме. Безгрешноста може да ја барате во религијата, може да ја барате во идеалот, но безгрешноста меѓу луѓето не можеме да ја бараме. Исто така и во институциите кои ги создаваат луѓето. Зборам за вашите ставови некако кои едноставно... Ние не ја подценуваме едноставно Европската унија и не ги подценуваме стандардите кои што ги прифаќаме затоа што сметаме дека ни се блиски. И ние не сме евроскептици. Исто како што, значи, да речеме, жалам што во дадената ситуација ние не гледаме кој е правецот на развој на Европската унија, бидејќи таа има свои фази, ако ги анализирате од подпишувањето на договорот за јаглен и челик. Европската заедница. Не, таа е динамична. Тука е нешто што имаме ние проблем во јавната расправа. Обединети европски држави или ќе иде дезинтегративен процес, тоа никој не може да го предвиди во моментот. Но барем треба да имаме став како држава, како општество, како политичари. Јас на крајот на кришта тоа не го барам од било кој граѓанин во Република Македонија кој не е заинтересиран за тоа. Но и слепа послушност не е во ред. Одговорно е да го разбереме правецот или да се определиме за еден од правците на развој на Европската унија во која сакаме да бидеме. Инаку слепата послушност, извинете, слепа послушност не е потребна никому. Ако сакаме да замениме некој центар со друг, тоа не ни е потребно, односно ние би немале капацитет. Добро утро. Па што збориме цело време? Да, но тоа не значи дека треба да се откажеме од Белград го заменивме со Брисел. Да, но тоа не значи дека треба да се откажуваме од стандардите кои што ние самите не се потребни. Ќе ве потсетам уште една работа. Што се преговорите со Европската унија? Не дали прифаќате нешто, бидејќи вие со кандидатството за членство таму сте прифатиле. Туку за колку време тоа ќе го имплементираме. Затоа за мене секој изгубен ден, за жал и со онаа криза која што имавме, секој изгубен ден од кандидатскиот статус до почетокот на преговорите е одложување на напредокот напред. И еве да го завршам, дозволете ми. НАТО ги исполнивме сите стандарди, не можеме да влеземе. 2008 година добивме вулгарно среден прст, буквално од нашиот јужен сосед и тоа се поминува глава. Добивме и на Хашка пресуда во наша корист, која кажа дека Македонија ги исполнила сите, дека не треба да биде, ние не влегуваме у тие институции. Момент на дворешен проблем. Дефинитивно. Океј, сакате да спориме во еден дел од она што е битно. Само да го затворам. Значи има во Хашката пресуда програма. Ќе дозволите само едно нешто. Она што е многу битно е да разбереме дека светот се движи онака како што се правците на развој. Ние тие правци доколку не ги предвидиме и доколку не ги сватиме, ќе каскаме и на крајот ќе мораме само покасно да го фатиме приклучокот. Зошто го зборувам ова? Ние, нашата дипломатија, особено во овие 7 години, пропушти да свати една работа. Дека ние во моментот, вака како што ја водиме надворешната политика, само го цементираме или го браниме БРМ. Наместо да постапуваме по резолуциите 817, 845 и времената спогодба. Поздравете го вашиот коалиционен партнер за БРМ и за благодарете му се за тие 2 месеца кои испаднаа 20 години. Ако сакате да бидеме искрени, јас имам одговорност следното да го кажам. Министер кој што беше во владата, кој што го потпишуваше времената спогодба, кој што потпишуваше беше Стево Црвенковски од либералната партија. Така. Ние не се откажуваме од тоа наследство. Напротив, сметаме дека направивме огромен исчекор кој Македонија ја внесе во тој период, ја внесе во Обединетите нации. Потсетувам дека тогаш, услови на војна и слично, во овој регион, тоа значеше дека оваа територија можеше да остане без ништо.
Океј, добро, познате тој став, нема да го спорам, иако историски сега може и тоа да се дебатира, но тоа цела емисија можеме да посветиме на тоа. Не дека и... Извинете, политичарите се љубители на микрофон, па... Апсолутно. Туку сакав да ви дам она клучното што е, да го чујам вашиот простор, просто да ви дам простор да го искористите за презентирање на вашата програма. Кои се вашите амбиции? Кандидатски листи, каде се клучните градови, што играте, кои се вашите листи, кандидати за градоначалници и слично, бидејќи ќе ми извините, не можам да ги следам и очекувам од вас и на веројатно и најголемиот на граѓаните да ни објасните што е тоа што треба да заокружиме. Ви благодарам за можноста. Едноставно ќе кажам дека во овој сиот наплив на информации и слично, сигурно дека не може да се запознаат сите кандидати и да се видат, особено што имаме една скратена кампања, ќе кажам по наша вина. Значи јас не можам да се лутам за тоа што е моја слабост, доколку сум започнал подоцна. Сакам да бидам тука самокритичен и да кажам дека во нашата, сепак да истакнем дека во нашиот пристап одевме на целно, значи таргетирани средини, така што имаме листи и тоа во скопски општини, за градот Скопје, за центар, Бутел, аеродром, Газибаба, Кисела вода, во Карпаш, како што кажав, и поддржуваме листата на господинот Екимовски. Истакнавме кандидати за градоначалници во Газибаба, во аеродром и за Скопје. Исто како што истакнавме листи за кандидати за советници во Чешиново, Блешево, во Берово, значи во Штип, во Охрид и во рурални и во урбани средини. Вкупно истакнавме 12 листи за советници и 5 кандидати за градоначалници, меѓу кои еден и во Чешиново, Блешево и Карбенци. Во помали средини, што можеби е атипично за либералната партија. Имаме една предност што нашиот број е еден, значи во цела Македонија, тој си е 118 и што имаше една кармичка, така ја нареков, сличност, бидејќи господин Екимовски има 8, а ние имаме 1-1-8, очигледно било дека нели дури таа Чекај, кој број е ваш на листата? 118. 118. 1-1-8. Не разбирам сега што Па има една чудна кармичка поврзаност. 1-1-8 е нашиот број. А 8 го има господинот Екимовски. Знаете, тоа се некои такви случајности кои што укажуваат дека постоела, така да кажем, игра на судбината. Оно што сакам да го напоменам во делот на програмата. Значи, ние немаме амбиција да ги повторуваме или да ги крадеме програмите на против кандидатите. Оно што да речеме за Скопје и за сите градови во Македонија е битно е гасификацијата. И тоа нема спор. И тоа е очигледно еден консензус постои меѓу сите кандидати. За нас во Скопје трамвајот како проект кој што веќе беше подзаборавен, останува приоритет. Во делот на, значи се посветуваме на комуналните и на транспортните проблеми во градот Скопје. Под комунални проблеми имаме многу поширок диапазон, но од кај транспортните зборуваме за промена на системот на автобуски линии. Од овие диагонални во Скопје, значи јавен превоз кој што се движи од точка А на еден крај на градот до точка Б на друг крај на градот, ние предлагаме нешто поинаку. Оно што постои во сите градови, модерни метрополи во Европа. Циклични кругови во кои што двата круга или трите круга се допираат, автобуската карта може да ја користите, ако ќе има трамвај и трамвајската карта, може да ја користите според време, а не според број на превози. Не разбирам. Многу едноставно. Доколку цикличните кругови значат дека едни автобуски линии покриваат одредени кругови од градот. Значи, да речеме, од Кисела вода до аеродром и потоа ќе се враќа назад. За да го фатите следниот автобус и да се движите кон центар или кон Карпош, од аеродром ќе си го фатите, ако сте таму, ќе си го фатите автобусот, ќе се движите кон другите општини и дестинации, така што со една карта со која што ќе се движите, ја вадите таа карта, електронска карта или како и да е, и со неја се движите напред, се движите во одредено време. Дали таа ќе биде дневна карта и слично. Тоа значи дека ќе имате можност побрзо, бидејќи автобусите во помали кругови ќе циркулираат на пократок временски рок. Тоа значи дека ќе имате многу повеќе автобуси со ист број на превозни средства во градот Скопје и побрзо ќе ги покривате дестинациите кои што ве потсетувам во градот Скопје, тоа е огромна разлика. Чекај само да расчистиме дали добро ве разбрав. Зборите кога во временски рок, тоа зборите од толку до толку часот да можам да ја користам картата? Не, вие си ја купувате и да речеме ќе можете да ја користите во наредните 45 минути. Ја купувате да речеме како дневна карта. Ви во 24 часа ќе можете да ја користите таа карта. Зошто да идете само по број на превози? Така. И со цикличниот круг, значи со тој без оглед каде 24 сата се возам со градски превоз колку мене ми треба. Да. Исто така зборуваме за оние субвенционирани превози.
возрастни категории. И да речеме имаме проблем сега, нели имаме еден ден, друг ден, трет ден за возрастна категорија пензионери. Знаете колку ќе се намали напливот, односно притисокот, ако тие возрастни категории имаат право на пристап до автобусите секојдневно. Ајде ова да го објасните малку. Изброј на патници само да ќе се направиме движат во уште еден блок реклами, па ќе останеме како либерал, спонзорите секогаш имаат предност и економските субјекти. Не, мора да издишеме заради законските норми. Немаме нешто премногу. Повелете. Иван Величковски, Либерална партија, избори 2013. Застанавме кај вашата идеја дека за да се избегнат оние секојдневни, не секојдневни, туку гужвите во петок, нели? Вторник, петок, сабота се не и така натаму, кога е бесплатно за пензионери, да се направи јавниот превоз бесплатен за пензионерите секој ден. Вие велите дека тоа би го растеретило, дека тоа би се, предпоставам, субвенционирало од страна на градот, така? Пензионерите би биле пресреќни, но што е со обичните корисници? Тогаш пензионерите едноставно би го истролале секојдневно градскиот превоз. Вака ќе ве потсетам дека тоа е дел од еден целокупен концепт на Либералната партија за наплата за субвенционирање на јавниот превоз по изминат километар. Што значи дека тоа не би бил притисок само врз јавното предпријатие, туку бројот на не е битен бројот на патници, туку бројот на поминати километри во кои ќе ве потсетам дека во јавниот превоз учествуваат и јавното сообраќајно предпријатие и приватните превозници. Тие по изминат километар по одредена формула која што постои и која што е дел од еден проект што го водев уште во 2009 година, тие сите би добивале за надомест на трошоците и создавање профит преку субвенциите од градот. Значи тие се строго наменски, а преку GPS се следи секое движење на возилото. Добро. Еднаквиот пристап значи дека притисокот ќе се намали само од јавното сообраќајно предпријатие кое во моментот единствено ги пружа услугите за бесплатен превоз на пензионерите, а со зголемувањето на бројот на денови за бесплатен превоз, практично оваа категорија на граѓани ги ослободуваат и не мораат перманентно не го вршат притисокот во одредени денови. Наплатата, извинете, само да напоменам, значи субвенционирањето по изминат километар за јавниот превозник ги изедначува јавниот и приватниот превозник и овозможува еднаква услуга, еднаков квалитет и еднакви услови на пазарот, што е многу битно бидејќи јавното предпријатие ќе ве потсетам дека има поголем број автобуси, поголеми трошоци, тоа што се автобусите понови не значи дека трошат помалку. Напротив ве потсетам, климатизација и слично значи поголем трошок, особено по трошок на гориво. Ова мора да се води сметка, значи кога зборувам за одговорно планирање и одговорно трошење на јавните пари, што зборував на ниво на држава, истото го зборувам на ниво на град и на ниво на секоја единица на локална самоуправа. Значи, идејата е да ги вклучите и приватниот и нели јавниот сектор во градскиот превоз, да ги користат сите пензионери, да користат било кој автобус, а не само на јавното предпријатие. Доколку се исполни условот, значи субвенционирањето на превозот е неопходен за приватните превозници и во моментот приватниците сигурно би прифатиле. Нашата цел е да тие бидат дел од системот кој ќе им овозможи рамноправно учество на пазарот, во исто време ќе спречи било каква нелојална конкуренција. Еден од аспектите беше и она електронска картичка која што градот се уште не успеа да ја воведе. И таа е многу битна. Значи, ако ве потсетувам, тоа се проекти кои што се стари од 2006-2007 година некаде во мандатот кога во 2005-2009 кога и јас бев претседател на комисијата за сообраќај во Советот на град Скопје. Друго? Во останатиот дел, значи нормално не зборувам за оние регуларни активности како што се трасирањето на улиците или поставувањето на сигнализација и слично кој што треба да овозможи побезбеден сообраќај. Она што го зборувам на ниво на Скопје е секако третманот на комуналните прашања. Тука е едно прашање кое што мислам дека треба да се посвети особено внимание и тоа повторно градот како единица на локалната самоуправа треба да го прави и ова се однесува на една многу специфична целна група, односно на љубителите на живот
животните. Прво мислам дека сите оние ситуации каде што имавме масовни помори на животни, треба да за кои не се утврди кој за ги кои не се прави. утврди сторителот, за кои не се утврди ниту нарачателот, тоа е изнако убиство, значи на живот. Со 10 години наназад не можат еден да го фатат и да ги утврдат. Значи ние мораме веќе да направиме нешто друго, да ги создадеме условите за така наречена animal police, односно овластување на градот, во градот и на комуналните инспектори кои што едновремено ќе се грижат такви работи да не се случуваат, санкционирањето на сторителите на таквите дела, но во исто време градот мора да има еден пристап на едукација и на особено на младата популација за нормален однос, така да кажеме, љубов кон животните и во исто време да овозможиме нивното вдомување да се врши многу поорганизирано. Ние секој се држуваме само на аспектот нели на еутаназијата. Таа не решава се. Ниту пак оние мрачни слики кои што ги гледаме на скопските по скопски паркови и слично каде што таквиот помор на животни се случува заради неодговорни поединци кои загрожуваат и човечки животи. Ќе ве потсетам бидејќи и деца се движат по тие паркови улици. Опасно е секако. Иако не се случило до сега труење на деца, имаме среќа, но нашата работа е да ја спречиме секоја потенцијална таква опасност. Еднакво, значи зборуваме да не заборавам, значи во делот на сообраќајот, уредувањето и прашањето на мостот кај Лепенец и така натаму, кој треба да отвори нови траси. За нас е многу битна работа, затоа што сето тоа е во еден целокупен проект кој што веќе започна во Скопје и се одвива практично од 2005 година наваму. И ако продолжиме со една нормална, така да кажеме, континуирана работа на проектите на развој на градот, иако ќе зборувам и за едни аспекти кои што се ограничувачки за било која локална самоуправа со ваков закон за територијална организација, ние ќе мораме да дојдеме до тоа. Градот Скопје во својата експанзија на патната мрежа да не биде само една огромна улица или да не биде само еден огромен паркинг како што тоа е случајот во моментот. Кога зборуваме за паркинзите, јавното предпријатие градски паркинг во исто време не може да биде во конкурентска и неравноправна позиција со јавното предпријатие паркинзи на општина Центар. Нивното спојување, но да имаме едно интересно решение, во кое членовите на управните органи би доаѓале од секоја општина, ќе овозможи општините да одлучуваат каде, дали да има зонско паркирање, ќе ве потсетам, Карпош нема зонско паркирање, тоа таму добро функционира. Но тоа треба да биде еден, како да кажем, однос меѓу општините во градот Скопје и градот Скопје, во кој што зошто ќе ве прашам, жителот на Газибаба што доаѓа да паркира во Центар не е скопјанец? Скопјанец. Или тој што доаѓа од Ѓорче Петров да паркира, не знам, во Кисела Вода, и тие се скопјани. Така што мораме да направиме сите општини во градот Скопје да го чувствуваат градот Скопје како собствен град и да не биде тоа само на математичка поделеност 60-40 на приходи и расходи, туку тоа треба да биде резултат на смислена политика на развој на градот, во кој експанзијата која што е утврдена со територијалната организација е една работа, но во кој што ќе може да се направат правилните проценки за следните 10-20 години, каде, во кој дел ќе се развива инфраструктурата. Ве потсетувам дека тоа е сега моментот, бидејќи ако одиме на гасификација, ќе има огромни зафати, кои што ќе значат многу инвестиција, но и многу, така да кажеме, растурање на постојната инфраструктура, затоа што секоја инсталација треба да предизвикува и одредена градежен зафат. Само да дозволете уште една работа да укажам дека во овој момент ние сите во Македонија ги користиме последиците од територијалната организација како што беше предвидена. И за жал во дадената ситуација Скопје како град има граници кои што далеку ги надминуваат можностите на инфраструктурен развој. Значи водоснабдувањето во Скопје ќе биде сериозен проблем во овој момент, барем по оние стари податоци со кои што располагам од пред неколку месеци. Над 60% од водата се препумпува и тоа е една од причините, а тоа користи електрична енергија. Тоа е една од причините зошто ние имаме потреба од сериозен зафат кој што ќе овозможи водата од хидросистемот Козјак да биде употреблив за техничка вода, особено за техничка вода, не само оние бунари кои што ги имаме и секако за вода за пиење. Не само оние бунари кои што се копаат во општините за техничка вода, туку ние ќе имаме потреба од уште поголем прилив, бидејќи ве потсетувам, експанзијата, особено на висококатниците, особено да речеме ако ги земеме предвид овие висококатниците во аеродром, тие ќе значат огромна потреба од вода под притисок, која што да, има системи во тие згради, но ние ќе се соочиме со опасноста водоснабдувањето во околните делови да падне, односно притисокот да падне. Ние мора да искористиме природниот пат на водата од хидросистемот Козјак
да го насочиме кон Скопје. Тоа е зафат кој што бара соработка со општините и надвор од подрачјето на Скопје. Тоа е многу амбициозен зафат, тоа значи Тоа е градење на амбициозен. цела нова мрежа, бидејќи таа вода не може да се меша со постојната водоводна мрежа, со постојните истелари. За одредени прашања, значи тоа е амбициозен зафат. Но по друга страна, градот Скопје прекопување би требало да. не е само прашањето на прекопувањето, тоа е лесно решливо. Она што е битно е да се обезбеди финансиската конструкција. За речеме, за мене е многу добро што градот Скопје конечно има право да издава своји обврзници. Секако тоа создава јавен долг, но подсетувам да ги имавме тие услови во 2006, 2005 година, 2007 година, во градот Скопје многу работи порано ќе започне. Дали ќе беа подобро спроведени и слично, тоа веќе можеме само да го замислуваме. Ова го кажувам затоа што знам дека во дадената ситуација на водата на моја воденица дека сум управо што ви ги кажав некои работи преска. Се извинам. Јас оставам тоа да го ценат луѓето. За она со што го потврдувате некој. Барем ја така го сваќам. Но интересно ова доискажете се, ве молам. Па знаете како е, ние мораме да водиме сметка за многу клучни работи. Водоснабдувањето ќе биде клучен проблем во Скопје во следната деценија. Ако од сега не ги започнеме вистинските зафати, затоа не зборуваме ние за не знам колку градинки ќе изградиме или пензионерски домови, она што го гледаме во програмите на СИД. Ние зборуваме за еден многу посеопфатен пристап, затоа што кој не е популистички. Да, не е популистички, бидејќи либералната партија не смета дека популизам со популизам може да се реши или дека популизмот е не знам матрица наша. Не можеме тоа да го прифатиме. Мислам дека горе-долу веќе и политичките партии принудно или по собствена прелоба го напуштаат тоа. Ако ги забележувате и сите оние митинзи слично, веќе ги нема оние масовки, ги нема оние сите огромни, како да кажам, адреналински шокови кои што се случуваат. Како во 90-тите години. Кога ќе излезе на улица ВМРО и либералната партија, тоа беше море да ти се стрешат нозете, како бевте јаки и тогаш. Коалицијата меѓу ВМРО, ДПМН и либералната партија е направена во 2000-та година, ќе ве потсетам. А дека самостојниот настап за либералната партија не е нешто ново. Тој и 90-та, и 96-та, и 2000-та година на локалните избори, и 2009-та на локалните избори. По овие ставови како ги изнесувате, вие давате впечаток дека вие имате логика да бидете со секоја власт. Не, ние без оглед тоа дали е СДСМ или ВМРО, барем ако вашите ставови ги сметате за издржани и гледам бегате да се не сакате воопшто да влегувате во тезите на идеологијата затоа што имате практични погледи, барем така ги испрезентиравте, и тогаш што имате проблем дали е ВМРО или СДСМ. Едноставно имате конкретни, јасни работи кои треба да се спроведат. Вие би требало да бидете у секоја власт. Па видите сега, јас не сметам дека власта е ексклузивно право на одредена партија, личност или елита. Напротив, особено во делот на елита, значи неколку пати сум спорел со луѓе кои ќе речат политичките елити. Јас секогаш сум верил, елита и лидер се титули кои што се заслужуваат и ви ги даваат. Вие сами не можете за себе да кажете дека сте елита или дека сте лидер. Во истото тоа прашање го поставам и следното. Либералната партија која по својата програма инаку е има социјаллиберална платформа. Тоа е еден лев центар, така да кажеме, кој што повеќе внимание посветува на јавното, да речеме јавните услуги, јавно здравство, јавно образование, но кај јавното здравство имаме дефинирано што би значил задолжителен основен пакет за сите граѓани и што е она што би се доплаќало врз основа на приватно здравствено осигурување. Во делот на јавното образование. Или да не речнам веќе како веќе во развиените западни земји има и степен на нели како има она колку плаќаш толку и услуга добиваш. Значи, еве вака, либералите, вака ќе ви објаснам. Либералите не веруваат во држава на благосостојба. Знам. Либералите веруваат во хумана држава. Так. Што тоа значи? Дека да, ние не можеме да ги оставаме граѓаните нели да умираат за здравствена услуга, но држава на благосостојба, како што е дефинирана по идеологија, не може да издржи ниту една земја во светот. Пропаѓа. Тоа е невозможно. Значи пропадна целиот источен блок, пропадна социјализмот заради тоа. Па добро, знаете, ме потсети еден пријател на дефиницијата на Минимакс, вика што е тоа социјализам, тоа ти е превод од капитализам во капитализам. Така што ние веруваме во тие приватни. Не го знам Минимакс. Добро. Јас сум бил многу, нели бев малку кога гледаше тоа, но ме потсети нова дефиниција. Ја помал сум бил, па добро сега. Верувам дека приватниот капитал, приватната иницијатива
иницијатива се основата на едно здраво општество и на здрава економија. Улогата на политичките партии, според Либералната партија, да ги создаде условите за такво нешто. За почитување на човековите права, за владење на правото. Ако немате луѓе кои што сакаат и имаат економска иницијатива, кои што треба да имаат логистика, така да кажеме, во инфраструктура и слично, никој нема да го бара владењето на правото. Луѓето кои што немаат, имаат други потреби. Ме фати на смеја сега со Минимакс, ми текнува кога рече где е отишо друг Тито, а Тито отиде негде кај неврзаните, онија пушта трла баба Лан. И го нема 2 месеца, отиде у Ќорка. Доаѓа после 2 месеца и вика питал ме де сам бил, ме прашуваат кај сум бил, мучили ме унутрашни органи. Уше 2 месеца го снема. Човече, издаде и плоча, он знаеш ли? Јас за тоа искам да речам, човече, плочата треба да ја најдеш и да му ја слушаш, легендарна е, завршува плочата и кој ќе, нели, ломплейка. Така, на 33 завршува ломплейката, а сад обрни. Сводиш да ја свърни. Мислам, гениалец на свој начин, колку што беше грд, толку беше стварно забавен. Естетиката е оставена на страна, види сега јас за себе и во неколку наврати младите сега ни се чудат на муабетот, нека го изгуглаат. Да. Милован Илич, Минимакс треба да го најдат. Во секој случај една така легендарна, би рекол, култна личност. Пошто го употреби за крајов на муабетов, ќе го искористам дефинитивно, ми го растори муабетот. Господине Величковски, многу ми е драго што ве запознав. Драго ми е за муабетов. Може би одвоивме повеќе време за политиката, одошто за вашите платформи и настапи, но се надевам дека и од тоа ќе имате корист. Сепак мене ми е целта да ги презентирам партиите, луѓето, оние кои се активни на овие избори, кои имаат што да им понудат на своите граѓани. Па завршен збор во некоја реченица и да се каже. Не би сакал натаму да одземам од вашето време и од времето на гледачите. Мислам дека она што го зборувавме и кое што го застапувавме во собранието, особено низ проектите како што е впрочем и сега актуелниот проект за олабавување на забраната на пушењето, бидејќи како либерал искрено речено, а и како пушеш за воља на вистината, сакам не ми отвори тема. Својата. Не може Вади Ротмансот, ајде, знам дека Ротманс пушиш. За воља на вистината, така е. Плавиот го пушам Ротманс и напоменувам. Тоа се проекти кои што мајка ми пушач беше, ја кашлаше, па ја фати емфизем, на крај заврши со тумор, многу мачно умре. Не се играјте со цигарите, не го врзувајте дека она што те врзало у живот и ти е изгаснало слободата на избор, дека е тоа право на избор. Ти немаш право на избор, ти си навлечен. Не сум навлечен, зошто? Како? Да немаш цигари 3 сабајле и идеш по цигари. Не, напротив. Абстиненцијалната криза кај пушача за 2 часа. Не станува збор за тоа. Значи, јас не се будам навечер од пиење, нели, и да запалам цигара. Ама една работа, молам како либерал, барем да ми се остави правото да се отрујам ако сакам, нели, како што сакам. Морално и етичко право. Па ја не знаеш ли дека мене ако ти идеме на прашање еутаназија? Чекај, да, ако ти решиш овдека да се самоубиеш, а јас не те спречам, ја одговарам пред закон. Од тие причини предвидувам значи законски измени за кои што мислам дека и се подготвени најголемиот дел од нашите објекти. Конкретно, ако ресторантите, особено кафе баровите така натаму, беа законски обврзани да воведат систем на вентилација со над 20 измени, со кои што имате практично почист воздух внатре во просторијата отколку надвор, бидејќи ти имаат и филтри со јаглени така натаму, по оние ХЦЦП стандарди, зашто да не овозможиме луѓето кои што се внатре со запалена цигара да го поминат своето време во кафичето онака како што сакаат. Ајде отвориме една таква. Тоа е прашање на социјален однос. Ајде отвориме една таква здрава витаминска кафана кај што ќе се пуши, а сепак ќе биде здрава, кај што ќе јадеме скара, ама види после сите афлатоксини у млеко и во месо, да не зборуваме за тие. Иначе најновиот, нели, ако така гледаме, нели како им викале порано на Facebook го читав, како ги воспитувале родителите. Прво сине, нели, пред 30 години сине немој да пиеш, потоа пред 20 години сине немој да се дрогираш, сега му викаат сине немој да пиеш многу млеко. Пази по кафани млеко да не ти турат у пијачката. Благодарам за можноста да бидам гостин кај вас. Благодарам, ми беше пријатно и ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.